Слово четврто. За блаженото и незаборавно послушание. Сега е наред излагањето за Христовите борци и атлети. На секој плод му предходи цвет, а на секое послушание туѓинување, без оглед дали самото тоа е изразено само со надворешни дејства или во длабочината на душата. Со овие две добродетели, како да златни криља, светото послушание брзо се искачува на небото. Може би за него пееше оној духоносец кој ќе ми даде криља на гулаб, та да одлетам преку практиката и да се успокојам. Псалм 54:6. Со созерцанието и смирението. Нема да пропуштиме, ако допуштите, да го откриеме и самиот начин на борбата на овие храбри војни. Како го држат штитот на верата во Бога и во својот духовен раководител, одбивајќи ја со тој штит, така да кажам, секоја помисла на неверство кон духовниот отец и за преселба на друго место. Ќе го откриеме и тоа како тие духовни војни ја убиваат секоја лична желба што им се приближува, втајќи да престајдо со духовниот меч, и како облечени во железниот оклоп на кроткоста и на послушанието, одбиваат со него секаква навреда и укор и воопшто секаква стрела. Молитвениот покров на духовниот отец им служи како спасодосен шлем, и тие стојат со не сосем доближени нозе. Едната им е секогаш подготвена за служење, а другата неподвижно стои на молитва. Послушанието е целосно одрекување од својата душа, што се пројавува во телесни дејства. Или обратно, послушанието е умртвување на телесното при жив разум. Послушанието е вршење на должност без испитување. Тоа е доброволна смрт, живот без љубопитност, без грижност кога сме во опасност, наша неподготвена одбрана пред Бога, отсуство на страв од смртта, безопасна пловидба, одење во сон. Послушанието е гроб на волјата, а воскресение на смирението. Послушниот како да е мртов. Не одговара, ниту размислува, било да се работи за добри нешта или за нешто што изгледа зло, бидејќи за сеќе одговара оној кој што побожно е умртвил неговата душа. Послушноста е одрекување од расудувањето при изобилност од расудување. Почеток на умртвувањето, било да се работи за волјата или за телесните членови, е мачен. Средината е понекогаш тешка, а понекогаш не е. А крајот е потполна нечувствителност за болка и отсуство на секакво мачно чувство. Овој блажен жив мртовец чувствува тага и болка во срцето само кога се гледа себе си како ја извршува својата волја, бидејќи тој се плаши единствено од одговорноста за сопствениот суд. Вие кои што се подготвувате за бојното поле на духовното исповедништво, вие кои што сакате својот врат да го положите под јаремот Христов, вие кои што од сега да стојувате сопственото бреме, да го префрлите на туѓи плеќи, вие кои што итате драговолно да се предадете самите себе си во робство и во замена да ја добиете вистинската слобода, вие кои што пливате поддржувани од рацете на други за да ја преминете оваа бескрајна широчина, знајте дека сте зачекориле на пат кус истрмен, на кој што демне само една заблуда, а се вика самоволие. Оној кој што наполно се одрекол од самоволието, дури и во нешта што му изгледаат добри, духовни и богоугодни, стасал на целта уште пред да зачекори. Зашто послушанието е неверување на себе си во секое добро, до крајот на животот. Кога придвижени од смироумието, сакаме да ја наведнеме главата и своето спасение во Господа да му го довериме на друг, уште пред да стапиме во тој подвиг, потребно е, ако поседуваме барем малку проникливост и разум, да просудиме, да го испитаме и, така да се изразам, да го искушаме својот духовен кормилар, за да не се најдеме во раце на мордар наместо на кормилар, болен наместо лекар, страстник наместо бестрастен, та наместо во пристаниште да западнеме сред морската широчина и така да претрпиме бродолом.
но кога веќе ќе стапибе до тоа борилиште да благочестието и покорноста, не смеебе веќе за ништо да му судиме на нашиот наставник, макар во него, како во човек, бидејќи можеби и би виделе известни мали грешки. Инаку судејќи никаква полза од покорноста нема да имаме. Оној што сака да остане непоколеблив во својата доверба кон својот духовен отец, треба во постојан неизбришлив спомен да ги држи неговите добродетели, за со тој спомен да им се затне устата на демоните, кога ќе почнат да сеат во нас од семето на недовербата кон него. Сразберно да зголемената доверба во срцето и самото тело станува посредно во вршењето на својата служба, а штом ќе се сопне од каменот на недовербата, паѓа, бидејќи секако се што деја од верата грефе. Римјаните 14:23. Кога помислата ти предлага да го испиташ или осудиш својот духовен отец, одскокни од неа како од блуд и воопшто не и допуштај да таа змија ни малку слобода. Ни место, ниту пристап, ни почеток. Викни да чубата лажливки ни заедна. Не е јас над својот духовен отец, туку тој над мене доби право на судење. Не сум му јас нему, туку тој мене ми е поставен за судија. Отците го дефинираат пењето на псалмите како оружје, молитвата како бедем, а непорочните солзи како бијалник. Блаженото послушание го сваќаат како исповедање без кое што никој од страстите нема да го види Господа. Послушникот самиот врз себе изрекува пресуда. Ако заради Господа совршено се покорува, се ослободува од собствената вина, дури и кога не мисли дека е совршено послушен. Но ако во што и да ја изврши својата волја, самиот ја носи одговорноста дури и кога мисли дека е послушен. Впрочем, би било корисно духовникот да не престане да го укорува, а ако тој замолкне, јас не би знаел што уште да кажам за тоа. Оние кои што во својата простодушност се покоруваат заради Господа, среќно стигнуваат на целта на својот пат, зашто не го довлекуваат на себе лукавството на демоните, со тоа што би го критикувале духовникот. Пред се да му се исповедаме на нашиот добар судија, не само насамо, туку ако ни заповеда и пред сите. Радите што се откриваат не само што не се влошуваат, туку и полесно се лечат. По доаѓањето во општежитието на добриот судија и пастир, присуствував на едно страшно судење. Имено се случи додека се наоѓав таму, еден разбойник да дојде и да му се посвети на монашки живот. Оној одличен пастир и лекар заповеда разбойникот 7 дена да ужива целосен одмор и само да гледа како во таа обител се живее. Кога поминаа тие 7 дена, пастирот го повика насамо и го праша дали му се допаѓа да живее со нив. И бидејќи виде дека овој се согласува со целосна искреност, повторно го праша што грешно сторил во светот. Разбойникот веднаш исповеда се до најситно, а пастирот штом го виде тоа му рече повторно за да го искуша. Сакам да го исповедаш тоа јавно пред целото братство. А оној, бидејќи вистински го забрзи својот греф и презре секаков срам, не колебајќи се, го вети тоа и рече: ако сакаш и насред градот Александрија. Тогаш пастирот ги собра во црквата сите своји овци, а ги имаше околу 330, и за време на божествената литургија, беше недела, а почитањето на Евангелието, нареди да се воведе тој непорочен осуденик, кој што со рацете врзани одзади, облечен во вреќа од кострет и посеан врз главата со пепел, некои браќа го влечеа и од време на време го удираа. Пред таа гледка сите се сепнаа и веднаш гргнаа во плач, зашто никој не знаеше што всушност се случува. И кога разбойникот се приближи до црковните двери, онаа свештена и човеколюбива глава громко повика кон него: стој, недостоен си да влезеш ваму. Исплашен од гласот на пастирот што доаѓаше од олтарот, зашто му се чинеше како што подоцна под заклетва не уверуваше дека слуша гром, а не човечки глас, во тој миг разбойникот падна ничком.
тресејќи се од страв и наполно збунет. Додека лежеше така да зебие и го облеваше подот со солзи, повторно му нареди чудесниот лекар, кој што сето тоа го правеше заради неговото спасение, покажувајќи им на сите како се спасува и како е действителното смирение, пред сите подробно да каже се што имал сторено. И тој со трепет ги исповеда еден по еден сите своји гревови, соблазливи за самото уво, не само природни, туку и против природни телесни гревови, со човечки суштества и со животни, па дури и маѓии, убиства и други злосторства за кои што не е ни ред да се слуша и да се пишува. Веднаш по таа исповед, пастирот нареди разбойникот да го забодашат и да го примат во братството. А јас, восхитен од мудроста на овој преподобен, го прашав насамо зошто употреби еден толку необичен начин на лекување. Тој вистински лекар ми рече: од две причини. Прво, самиот покајник со помош на сегашниот срам да го избавам од идниот. Така и се случи, бидејќи тој не стада од подот брате Јоване, дури не доби прошка за своите гревови. Не се сомневај во тоа. Еден брат кој што се наоѓаше тука ме уверуваше говорејќи: видов еден страшен човек кој држеше една испишана хартија и перо. И како кој грев покајникот ќе го изговореше, така тој со перото веднаш го прецртуваше. А така е и право. Реков ќе ги исповедам на Господа моите гревови и ти ми го прости гревот мој. Псалм 31:5. А второ, бидејќи во манастирот имам и некои кои што не ги исповедаат сите гревови, сакав со тоа да ги поттикнам на исповед, без која никој никогаш нема да добие прошка. Видов кај тој незаборавен пастир и во неговото стадо и многу други нешта достои за восхит и за вечен спомен, од кој што поголемиот дел ќе се обидам да ви ги прикажам. Останав кај нив немалку време, внимателно следејќи го нивниот начин на живот, надвор од себе си од чудење. Како тоа земните луѓе толку ги подражаваат небесните битија. Љубовта меѓу нив беше на вистина нераскинлива врска. Што е уште поубаво, беше лишена од секоја непристојност во изразувањето и од секакво празнословење. А пред се учеа со ништо да не ја повредат совеста на братот. Ако некогаш некаде се појавеше некој да го мрази другиот, пастирот таквиот ќе го протераше од манастирот во одвоен манастир како престапник. Во една пригода некој брат го да клевети пред него ближниот, а преподобниот нареди клеветникот веднаш да биде избркан, говорејќи дека во манастирот не можат да опстанат заедно видливиот и невидливиот ѓавол. Видов кај овие преподобни навистина користи и достои за восхит нешта. Братство кое што Господ го собрал и го сврзал, богато и во чудесни дела и во созерцание. Зашто тие самите така ги практикуваа божествените добродетели, што речиси не им беа ни потребни опомените на настојателите, туку по своја собствена побуда се поттикнуваа еден со друг во божествената будност. Имено, кај нив беа одредени, вообичаени и утврдени известни свештени и божествени обичаи. Например, ако се случеше некој од нив во отсуство на настојателот да почне да клевети или да осудува, или воопшто да празнослови, некој друг брат ќе го опоменеше со незабележливо намигање и ќе го смиреше. Доколку оној тоа не го забележеше, братот што го опоменал ќе направеше метанија и ќе излезеше. Ако се покажеше дека нешто треба да се зборува, сеќавањето на смртта и помислата на вечниот суд им беа непрестаен предмет на разговор. Нема да пропуштам да ви ја опишам извонредната добродетел на тамошниот готвач. Штом забележав дека за време на своето послушание тој непрестајно размислува и плаче, го заболив да ми открие како се удостоил со таква благодат. Присилен од мојата молба, ми одговори: никогаш не сум помислил дека им служам на луѓе, туку на Бога. Освен тоа, дојдов до заклучок дека и не сум достоен за подвиг на безмолвие,
да доволно би е само да погледа во огадот и веднаш помислувам на едниот, вечен оган. Да слушнеме нешто и за една друга ретка добродетелка едив. Тие ни за време на трпезата не престануваат да се занимаваат со умствениот подвиг. На извесен утврден начин и со одвој забележливи знаци, овие блажени отци се подсетуваа еден со друг на умствената молитва и го практикуваат тоа не само за време на трпезата, туку и при секоја средба и собрание. Ако некој од нив некогаш стореше некој престап, браќата го преколнуваа ним да им ја препушти грижата за одговорноста пред пастирот и за казната. Од тука големиот пастир, знаејќи за тој обичај на своите ученици, одредуваше и полесни епитимии, бидејќи сигурен дека казнетиот не е видовен. Тој дури не ни вршеше истрага за тоа кој всушност го извршил престапот. Меѓу нив никогаш не можеше да стане збор за празословие или за шега. Ако некој започнеше да се расправа со ближниот, друг кој што ќе се најдеше во близина ќе да правеше метанија и така ќе го стивнеше гневот. Ако ќе забележеше дека се злопамтливи, ќе го известеше за тоа настојателот за тој да ги убеди да се помират пред залезот на сонцето. Но ако останеа упорни во својата тврдоглавост, тогаш ќе им забранеа да земаат храна додека не се побират или ќе ги изфрлеа од манастирот. Оваа пофална строгост кај нив не беше залудно применувана, туку носеше и покажуваше изобилен плод, кој зашто многумина од овие преподобни монаси се прославија како подвижници и прозорливци, како разумни и смиреноумни. Кај нив можеше да се види и страшна, но ангелолика појава. Чести и белокоси старци кои трчаат на послушание како да се деца. Старци чија најголема пофалба е смирението. Видов таму и луѓе кои што се во послушание околу 50 години. Ги молев да ми кажат каков успех постигнале со толкавиот труд. Едни да тоа ми одговараа дека се спуштиле во бездната да смирено убието, со кое што секоја борба е прекината за секогаш. Други говореа дека стекнале совршена нечувствителност и непредливост од навредите и укорите. Видов и други луѓе меѓу овие незаборавни отци, украсени со бели коси како да се ангели, кои што достигнале до состојба на најдлабока незлобливост и пребудра простодушност, остварена свесно со Божија помош. Бидејќи додека лошиот човек е двоен, еден однадвор, а друг однатре, едноставниот човек не е двојствен, туку представува нешто единствено. Таа дивна простодушност не беше безумна или безсмислена како кај оние стари луѓе во светот, кои што често ги нарекуваат сенилни. По надворештост овие старци беа сосем пријатни, привлечни, ведри. Во говорот и во однесувањето беа природни, неизвештачени, ненаместени. Нешто што инаку кај малкумина се среќава. А внатре, во душата како наивни деца, му беа верни на својот Бог и на настојателот, со смело и цврсто око вдибавајќи на демоните и на страстите. Ни сиот живот нема да ми биде доволен, честен отецу и боголюбиво собрание, да ги опишам добродетелта и небокопнежливиот живот на тие блажени луѓе. Но сепак, подобро е нашето писание да го украсиме со описот на дивните напорни подвизи и со тоа да ја поттикнеме и вашата боголюбива ревност, одошто да го преисполниме со собствените совети. Надвор од секој спор е дека по лошото се разубавува единствено со подоброто. Но јас би ве замолил уште нешто. Да не помислувате дека што и да е од ода што е да пиша до овде измислено. Бидејќи недовербата обично ја расипува ползата. Но да му се вратиме на нашето раскажување. Некој човек по име Исидор, кој му припаѓал на благородничкиот сталеж на градот Александрија, пред известо време се повлекол во манастирот за кој што станува збор. Таму го затекнав уште и јас самиот. Откако го прибил, пастирот забележал дека е многу расипан, груб, суров и дрзок човек.
Тогаш пребудилиот решил со човечко лукавство да го надбудри лукавиот демон, па му рекол да Исидор: ако да вистина си решил да го подесеш јаремот Христов, сакам пред се да се извежбаш во послушанието. А овој му рекол: како железото на ковачот, така и јас, свет Отецу, ти се предавам тебе на послушание. А големиот отец, убирен со таквата споредба, веднаш му одредил на железниот Исидор подвиг и му рекол: сакам ти, мил мој, да стоиш покрај манастирската порта и секој што влегува или излегува да му се поклонуваш до земја, велејќи: моли се за мене, Отецу, зашто сум епилептичар. А тој го послушал како ангел Господа. Откако тој така поминал 7 години и дошол до најдлабоко смирение и умиление, славниот отец одлучил по безпримерно храбро поднесениот пропишан 7-годишен испит како повеќе од достоен да го прими во братството и да го удостои со свештенички чин. Но Исидор, како преку други, така и преку мене немоćниот, го преколнуваше пасторот да му допушти да истото место и да го заврши својот подвиг, некако таинствено навестувајќи го со тие зборови својот крај и повикот за заминување од овој свет, како што и се случи. Зашто кога учителот го остави на истото место, по 10 дена тој отиде кај Господа. Преку подижувањето во славата, земајќи го со себе по 10 дена и манастирскиот вратар. Зашто блажениот му беше рекол на вратарот: ако стекнав слобода кај Господа, наскоро ќе бидеш таму и ти со мене нераздвојно. Така и се случи, за најголем доказ на неговото непосредно послушание и богодржателно смирение. Го запрашав големиот Исидор, додека уште беше меѓу живите, со што се занимавал неговиот ум додека стоел пред портата на манастирот. И не заборавниот подвижник, сакајќи да ми биде од полза, не го скри тоа од мене. Во почетокот се замислував дека сум продаден како роб заради моите гревови, да со многу горчина, напор и присилување се поклонував. По една година моето срце повеќе не чувствуваше болка, очекувајќи награда за трпението од самиот Господ. Кога избиде уште една година, со сето срце почувствував дека не сум достоен да живеам во манастирот, да се среќавам со отците и да разговарам со нив и да ги гледам в лице и да се причестувам со светите тајни. И наведнувајќи ги од срам очите кон земјата, а мислите уште и пониско од очите, веќе искрено ги преколнував оние што влегуваа и излегуваа да му се помолат на Бога за мене. Во една пригода, кога седев на трпеза со великиот настојател, ги подпре тој своите свети усти на моето уво и ми рече: сакаш ли да ти покажам божествена мудрост и најдлабока старост? И кога го замолив за тоа, тој повика од другата трпеза еден монах по име Лавренти, кој што во манастирот дотекаш имаше поминато околу 48 години и според чинот беше втор свештенослужител. Тој дојде, му се поклони на игуменот до земјата, зеде од него благослов. Но кога стана, игуменот ништо не му рече, туку го остави да стои покрај трпезата без јадење. Ручекот што туку беше почнал. Така тој стоеше цел еден добар час или дури и 2, така што веќе ми падна срами да му го погледнам во лицето на тој подвижник. Беше тоа старец на 80 на години, сиот побелен. Остана така без одговор од страна на игуменот се до крајот на трпезата. А кога станавме, преподобниот го испрати кај споменатиот велик Исидор да му го изрецитира 39-тиот псалм. А јас, најлукавиот, не пропуштив пригода да го испитам старецот. И кога го прашав на што мислеше додека стоеше крај трпезата, ми одговори: замислувајќи си дека наместо пастирот го гледам ликот Христов, јас ниеден миг не помислив дека добивам наредба од него како од човек, но како од Бога. Затоа, отец Јован, и стоев некако пред човечка трпеза, докако пред жртвеник Божи, и му се молев на Бога без какви да е лоши мисли за пастирот, со доверба и полн со љубов кон него.
зашто некој рече дека љубовта не мисли зло. Прво послание до Коринтијаните 13:5. Впрочем, знае го и тоа Отец. Кај човекот што ќе се предаде на простодушност и дрговолно незнаење за злото, нема ни ромка место за нечестивиот. Како со помошта Божја беше тој пастир да овците духовни, таков манастирски економ и му испрати Господ. Тој човек беше чесен како никој друг и кроток како ретко кој. Во една пригода заради полза на останатите, големиот старец се разлути на него, очигледно без никаква причина, и пред завршувањето на богослужбата нареди да го истерат од црквата. А јас, знаејќи дека човекот не е виновен за она за што го обвинуваше пастирот, кога останав со великиот насамо, го зедов економот во заштита. Но мудриот ми рече: знам и јас, отецу, но како што би било неправедно и тажно да откидеш леп од устата на гладно дете, така и воспитувачот на душите врши неправда и врз себе и врз подвижникот, кога не му дава можност да стекне ловоров венец, а знае дека тој во секој бик може да стекне еден таков венец, поднесувајќи навреди и презир, омаловажување и подсмевање. Тоа води до тројна и многу значајна штета. Прво, самиот настојател го лишува од наградата за изрекувањето на епитимијата. Второ, настојателот можел добродетелта на еден да ја употреби за полза на останатите, а не го сторил тоа. Трето и најтешко дури и за оние што изгледаат црсти и стрпливи е тоа што пренебрегнат известно време како Божем добродетелни, без опомени и укорување од страна на настојателот, често се лишуваат од стекнатата корист и трпеливост. Бидејќи, колку и да е земјата добра, плодна и масна, недостатокот на водата на понижувањата прави да здиви и од неа да дигне трѓето на надуеността, блудот и незнаењето за страв Божи. Знаејќи го тоа, оној голем апостол и му напише на Тимотеј: настојувај, укорувај, предупредувај ги и во време и во невреме. Второ послание до Тимотеј 4:2. А кога јас му се спротивставив на тоа, укажувајќи му на тој вистински патеводител за слабоста на нашето поколение, како и на тоа дека заради безпричинското, а понекогаш и заради оправданото укорување од страна на пастирот, многумина може да се одбијат од стадото, тој човек исполнет со мудрост ми рече: душата која што заради љубовта Христова со доверба се врзала за пастирот, не отстапува од него до последната капка крв, особено ако со негова помош се ги излечила раните, сеќавајќи се на оној кој рече: ни ангелите, ниту властите, ниту силите, ниту која и да е твар може да не одвои од љубовта Христова. Римјаните 8, стихови 38 и 39. А ако душата не се врзала, утврдила и привела за пастирот на тој начин, тогаш му се чудам на таквиот човек, зашто залудно си го троши времето, врзан за пастирот со лажна и привидна покорност. И навистина великиот не се излажа. Напротив, ги задржа овците во своето стадо, ги воспита и ги восоврши, и му ги принесе на Христа како жртви без мани. Да слушаме и да се восхитуваме на премудроста Божја, што се сместила во земјените садови. Наоѓајќи се таму, се восхитував на верата и трпението кај некои почетници и на несовладливата тврдост со која што ја поднесуваа строгоста не само на настојателот, туку и на известни монаси многу пониски од него. За да извлечам некоја поука, му се обратив на еден од тие браќа по име Авакир, кој што во манастирот беше поминал веќе 15 години. Забележав дека него најмногу, речиси сите го малтретираа. Трпезарците скоро секој ден го брка од трпезаријата, бидејќи тој брат по природа да беше помалку невоздржлив на јазик. И му реков: брате Авакир, зошто гледам дека секој ден ти изфрлат од трпезаријата, па често на спиење одиш без вечера? А тој ми одговори: верувај ми, отец,
Отците ме искушуваат за да видат дали сум вистински монах. Не го прават тоа вистински. Па затоа и јас се однесувам лесно, зашто ја знам целта на Великиот Отец и на останатите. И еве, 15 години живеам со таа мисла. Впрочем, тие самите кога стапува во манастирот ми рекоа дека оние што се одрекле од светот ги испитуваат се дури не завршат 30 години. И право е така, отец Јован, златото не може да биде чисто додека не го претопиш со оган. Овој чесен аваќер поживе уште 2 години по моето престојување таму и отиде кај Господ, велејќи им пред смртта на оците. Ви благодарам на Господа и вам. Бидејќи заради моето спасение ме искушувавте вие, еве веќе 17 години демонот не ме искушува. Како праведен судија, пастирот со право нареди Авакир да го погребаат како исповедник, заедно со светиите што почиваат таму. Би извршил неправда кон сите што тежнеат кон доброто, кога во гробот до болчењето би ги закупал добродетелите и подвигот на Македонија, првиот меѓу тамошните ѓакони. Еднаш кога се приближуваше празникот на Светото Богојавление, овој свет подвижник, целосто предаден на Господа, испроси од пасторот одобрение 2 дена пред празникот да отиде по некоја своја работа во Александрија. При тоа се разбира, вети дека со најголема брзина ќе се врати од градот, заради близината на празникот и потребните подготовки околу тоа. Доброобразецот ѓавол пак го попречи архидјаконот, кога што со благослов го беше отпуштил игуменот да пристигне во манастирот за светиот празник и за потребните подготовки. Бидејќи стигна ден подоцна, пастирот му забрани да служи и му одреди место меѓу последните почетници. Добриот ѓакон од трпението и архидјакон на постојаноста ја приби заповедта да својот отец, и тоа толку бирдо, како да е казнет некој друг, а не тој. Откако во таква положба побида 40 дена, мудриот пастир го врати во поранешниот чин. Но што туку измина еден ден, архидјаконот почна понизно да го моли да остане под епитибија и под првобитната казна да загуба да честа, велејќи дека во градот извршил некој непростив греф. Преподобниот знаеше дека овој не ја зборува вистината, но затоа што тоа го бараше од смирение, постапи според праведната желба на подвижникот. Имаше што да се види. Чесен старец стои во редот на почетници и секого со искреност го преколдува да се моли за него. Паднав, вели, во блудот на непослушанието. А мене, бедниот, овој велик Македони ми ја довери причината заради која што доброволно се врати на последното место. Никогаш не сум почувствувал во себе такво олеснување од секоја борба и таква власт на божествената светлина како сега. На ангелите, рече, им е својствено да не паѓаат. Некои дури мислат и дека воопшто и не можат да паднат. А човечки е да се падне и колку е можно побрзо да се стане, колку пати и да се случи тоа. А за демоните и само за нив, својствено е кога ќе паднат, никогаш повеќе да не станат. Како што некои сметаат, сите созданија се создадени така да се разликуваат едно од друго. Така и во тоа братство постоја разлики во степенот на остварениот напредок и во познанието. Затоа, кога оној лекар ќе забележеше дека некои од браќата сакаат да се прават важни при посета на луѓе од светот во манастирот, нив токму во присуство да тие луѓе ќе ги обсипеше со навреди и ќе им одредеше најподижувачки послушанија, така што подоцна бега и тајки уште штом ќе здогледаа дека некој мирјанин доаѓа на гости. Беше интересно да се види како суетата се изгонува самата себе си и се крие од луѓето. Една недела пред моето заминување од тоа свето место, Господ го зеде кај себе еден преподобен отец, не сакајќи да ме лиши од неговата молитва.
Тоа беше еден прекрасен човек по име Мина, втор по чин за настојателот, кој што 50 години живеел во тоа општежитие и поминал многобројни должности. Третиот ден по неговата смрт, додека го вршев вообичаеното правило по повод упокојувањето на преподобниот, одеднаш целото место каде што почиваше се исполни со прекрасен мирис. Великиот нареди да го отвориме ковчегот во кој што лежеше неговото тело. И кога го сторивме тоа, сите го видовме како од неговите чести стапала, како од два извори, истекува благомиристо миро. Тогаш учителот им рече на сите: гледате? Видете ја потта на неговите маќи и напорот принесен на Бога како миро. Да, токму така. Отците од тоа место ни раскажуваа и за многу други добродетели на овој преподобен Мина, а меѓу другото и ова. Еднаш настојателот наумил да го испита неговото благодарувано трпение. И кога Мина дошол во игуменската ќелија и ги направил вечерните метании пред игуменот, молејќи го според обичајот за правило, игуменот го оставил да лежи така се до утринската богослужба. Тогаш го благословил и го подигнал, откако претходно го укорил како вообразен и нетрпелив човек. Преподобниот знаел дека тој тоа храбро ќе го поднесе, па затоа тоа и го извел, за поука на сите. Ученикот на преподобниот Мина уверливо ни ја раскажа и оваа подробност за својот учител. Љубопитно го испитував дали го спопаѓаше сон додека лежеше така ничком пред игуменот, а тој ми откри додека лежал на земја, целиот псалтир го прочитал во умот. Нема да пропуштам венецот на оваа поука да го украсам и со еден вистински смарагд. Со некој од тие најчесни старци во една пригода поведов разговор за тихувањето. Љубезно и со насмевка на лицето, тие духовито ми рекоа: Отец Јован, ние сме од тело, па водиме и живот со одветен на телото. Зашто однапред проценивме дека според мерата на нашата слабост треба да го избереме и видот на борбата. Така сметаме дека е подобро да се бориме со луѓето, кои што понекогаш и ќе се налутат, но умеат и да се покајат за тоа, одошто со демоните, кои што се секогаш бесни и готови да не нападнат. А еден друг старец, имајќи голема божествена љубов спрема мене и близок во однесувањето со мене, љубезно ми рече: ако ти, помудар од сите луѓе, ја поседуваш во длабочината на својата душа енергијата на оној кој што рекол: се можам во Христа кој што ми дава сила, Филипјаните 4:13. Ако Светиот Дух те оросил со росата на чистотата, како што ја оросил Дева, ако силата на Севишниот, силата на трпението те осенила, опаши се како богочовекот Христос, опаши ги бедрата свој со ризата на послушанието и кога ќе станеш од вечерата на тихувањето, со понизен дух измеи им ги нозете на браќата. Подобро речено, фрли се со понизен дух пред нозете на братството. На вратата од своето срце постави строги и недремливи чувари. Во непостојаното тело убот нека ти биде постојан. Вежбај го умственото тихување и покрај тоа што чувствуваш движење и немири во телото. Што е најтешко од се, остани спокоен во душата и сред најголемиот метеж. Замолкни го својот јазик, кој сака безумно да противречи. Бори се со овој деспот 7 пати по 7 на ден. Умот приковај го на крстот на душата, како на ковална што се прицрстува на трупче, затолчен со чести удирања на чеканчето на подбивот, укорот и смевањето и навредата да се одржи ни малку скршен или папсан, туку наполно мазен и неначнат. Слечи од себе својата волја како срамна облека и така разголен влези во борбата. Стори го она што ретко се прави и кое не се среќава лесно. Облечи се во оклопот на верата кој што не може да се разбие и ту пробие со недоверба кон духовниот отец. Со уздата на целомудрието скрутувај го сетилото за допир што бесрамно се промолкнува.
со сеќавањето на смртта, скрутувајќи очите, кои што секој миг би сакале да се загледаат во земната убавина и величественост. Љубопитниот ум, кој со задоволство сака да го осудува братот како небрежен, смири го со внимание над самиот себе си, искрено љубејќи ги ближните и наполно сочувствувајќи со нив. По ова сите, милотецу, ќе познаат дека сме навистина Христови ученици, ако во заедницата владее меѓусебна љубов. Ајде, ајде, повторно рече мојот добар пријател, насели се кај нас. Секој миг пие од водата на понижувањето како од жива вода, бидејќи и Давид, вкусувајќи секоја сласт под небото, по се, како во некое недоумение рече: гледај, што е добро и што е најдобро. Ништо толку како кога браќата живеат заедно. Псалм 123:1. Па ако и не се удостоиме со богатството на толкавото трпение и послушание, можно и тоа ако, штом сме ја познале својата немоќ и живејќи во осаменост далеко од подвижничкото борилиште, ги славиме подвижниците и се молиме Бог да им подари трпение. Зборовите на тој добар отец и одличен учител, кој што на евангелски и пророчки или уште поточно на пријателски начин расправаше со нас, наполно ме победија, да се согласивме дека без секаков сомнеш првенството му припаѓа на послушанието. Подсетувајќи се на уште една полезна добродетел на овие блажени отци, како некој кој излегол од рајот, повторно ќе ви го предложам мојот неубав и некорисен трнлив говор. Блажениот пастир често забележуваше додека стоевме на молитва дека некои разговараат. Таквите тој ги каздуваше да стојат по една недела пред црквата, заповедајќи им да се поклонуваат на сите што влегуваа и излегуваа од неа. Што е уште понеобично, така ги каздуваше тој и клириците, тоест свештениците. Забележав дека еден брат за време на богослужењето стои со многу повеќе чувство во срцето одошто другите и дека особено во почетокот на пеењето, според извести движење и според изразот на лицето, се забележуваше како да разговара со некој. Го прашав за причината на неговиот блажен обичај. А тој разбра дека ќе биде корисно ако да ја открие својата тајна и ми рече: од самиот почеток навикнав, отец, да ги собирам помислите и умот со душата и собирајќи ги да повикувам: дојдете да му се поклониме и да припаднеме пред Христа, Царот и Бог наш. Внимавајќи на трпезарецот, го фатив дека вака прави. Видов дека на појасот му виси малечок бележник и дознав дека тој секојдневно ги запишува своите помисли и потоа сето тоа му го исповеда на пастирот. И не само него, туку и многуми на други таму ги видов да го прават тоа. Слушнав дека тоа е востановено од самиот пастир. Еднаш тој пастир од манастирот беше истерал еден брат кој што го клеветел пред него својот ближен, нарекувајќи го здодевно суштество и дрдорко. Избрканиот стоеше пред портата на манастирот една недела, понизно молејќи да му се прости и да му биде одобрено повторно да влезе. Кога човеколюбивиот игумен дознал за тоа и бил известен дека истераниот не вкусил ништо цели 6 дена, му соопштил: ако навистина сакаш да живееш во манастирот, ќе ти одредам место меѓу оние што се каат. И бидејќи покајникот со голема готовност го примил тоа, пастирот наредил да го однесат во посебен манастир за оние што ги оплакуваат своите гревови, што било веднаш и извршено. А бидејќи се сетивме на споменатиот манастир, ќе кажеме накусо по нешто и за него. На еден стадион од големиот манастир беше едно место, наречено затвор, устроено без каква и да е удобност. Таму никогаш не можело да се види оган, ниту вино,
ниту масло за јадење, ниту што и да е друго освен леб и малку зеленчук. Таму игуменот ги затвараше оние кои што по стапувањето во монаштво повторно се заплеткале во страстите, без право на излез, и тоа не заедно, туку секој одделно или најмногу по двајца, се додека Бог не би го известил за секого од нив. Им имаше поставено и еден голем наместник по име Исаак, кој што од сите што му беа предадени, бараше речиси непрестајна молитва. За растерување на унинието имаа големо количество зелени гранчиња за плетење корпи. Таков беше начинот на живот, такво устројството. Таков подвиг имаа оние кои што навистина го бараа лицето на Бога Јаковов. Псалм 23:6. Добра работа е да им се восхитуваме на страдањата на овие светители. Уште подобро е да се следи нивниот пат на спасението, но да се сака одеднаш да се достигне нивниот свет живот е работа безумна и невозможна. Поттикнувани од грижата на совеста, да си дојдеме на себе додека Господ, гледајќи колку се напрегаме и ревнуваме кон Него, не ги избрише нашите гревови, а болката што ни го кине срцето не ја претвори во радост. Зашто според мноштвото на болките мои во срцето мое, утехите Твои ја развеселија душата моја. Псалм 93:19. Во свое време, да не заборавиме и на он што му вели на Господа: колку и да беа големи и страшни мачите мои, ти ми се врати и ме оживеа, и од длабочината земја во која бев паднал, повторно ме подигна. Псалм 70:20. Блажен е оној кој што заради Господа секојдневно трпи навреди и понижувања и успева да се совлада. Тој ќе ликува со мачениците и слободно ќе разговара со ангелите. Блажен е монахот кој што секој миг смета дека заслужил презир и подбив. Блажен е оној кој што својата волја докрај и умртвил и целата грижа за себе му ја пренал на својот учител во Господа, зашто ќе застане од десната страна на распнатиот. Кој отфрла од себе праведен или неправеден укор, тој го одбива своето спасение. А оној што го прима, со болка или без болка, брзо ќе прими прошка за своите гревови. Верата и љубовта кон својот Отец покажува ја духовно, а Бог на таинствен начин ќе му го открие тоа и на твојот Отец, и тој кога ќе ја почувствува твојата приврзаност, ќе ти оддаде признание и ќе ти стане пријател. Оној што му ја открива секоја змија на својот духовен Отец, со тоа покажува дека навистина има довреба во него. А оној кој што крие што и да е, се уште лута по безпатиците. Секој од нас ќе препознае во себе братолюбие, тогаш кога ќе се види себе си да плачи заради поразите на својот брат, а искрено да се весели на неговите успеси и благодатни дарови. Оној што во разговор со другите упорно настојува да го наметне своето мислење, макар било тоа и точно, нека свати дека боледува од болеста на ѓаволот. Ако го прави тоа во разговор со еднакви на себе, може би се уште може да го излечи казната на постарите. Но ако така се однесува и со постарите и попаметните од себе, тогаш таа болест луѓе не можат да ја излечат. Оној што не е послушен на зборови, сигурно не е послушен ни на дело. Зашто оној што е неверен и во малечкото, тоест во зборовите, тој и на дело е неверен. Тој залудно се труди, зашто од светата покорност не добива ништо, освен сопствената осуда. Оној кој што својата совест ја смирил преку покорност кон духовниот Отец до најголема мера, тој секојдневно ја исчекува смртта како сон или подобро како живот и не се плаши, бидејќи сигурно знае дека не од него, туку од духовниот Отец ќе се бара да положи сметка за него во часот на неговото заминување од овој свет. Оној што во Господа доброволно примил на себе некаква должност од својот духовен Отец, па неочекувано се сопнал, нека не му ја припишува вината на оној што му го дал оружјето.
туку на оној што оружјето го примил, зашто тоа му е дадено за да се бори со непријателот, а не за да се одрече од самиот себе си. А оној што се присилил заради Господа и му обрнал внимание на својот духовен отец, на својата неспособност, нека биде без грижа, бидејќи и да падне нема да загине. Пријатели, пропуштив да изнесам пред вас уште еден бисер на добродетелта. Видов имено и такви послушници во Господа, кои што самите себе си се навредуваа и самоунижуваа заради Бога, за да бидат подготвени да ги примат ударите од другите, како веќе навикнати да не се плашат од понижувањата. Душата која што постојано мисли на исповедта како соузда ја спречува да не греши, зашто гревовите што не ги исповедаме, веќе ги вршиме без никаков страф. Што е вистинско послушание сме сфатиле дури ако во отсуство на духовникот, замислувајќи го неговиот лик, мислиме дека тој е пред нас и одбегнуваме секаков разговор или збор, или јадење, или сон, или што и да е друго според нашето мислење, што би можело да му биде непријатно. Зашто невистинските ученици се радуваат на отсуството на учителот, а вистинските го сметаат за загуба. Го запраша веднаш еден од најискусните подвижници да би објасни на кој начин во послушанието се стекнува смирение. А тој рече, разумниот послушник, дури и мртви кога би воскреснувал и дар на солзи кога би стекнал, и ослободување од духовната борба кога би достигнал, во секој случај смета дека тоа го извршила молитвата на неговиот духовен отец. Та суетната вообразеност му е туѓа и далечна. Како би можел да се вообрази за она што, како што и самиот мисли, го сторил со помош на друг, а не со своите собствени сили. Безмолвникот, меѓутоа, нема на располагање таква смирена мисла. Вообразеноста наоѓа пред него оправдание и му влева во главата дека сите своји успеси ги постигнал со собствена заслуга. Кога оној што се наоѓа во послушание ќе ги избегне двете заблуди, тогаш останува вечно послушен слуга Христов. Демонот тогаш се труди послушниците да ги извалка со нечистотиите на телото и да ги направи студени и прекумерено вознемирливи. Понекогаш ги прави некако суви и јалови, небрежни кон молитвата, сонливи и намуртени, за да ги наведе да кренат раце од подвигот, како да баре никаква полза да не виделе од послушанието, туку како да назадуваат. Не им допушта да сватат дека промислителското одземање на она што не изгледа добро од нас често бива повод за најдлабоко смирено умие. Но овој уште не ни престанал да зборува, а друг глас набрзо потоа застанува пред нас и се обидува да не измами на друг начин. Знам за послушници кои што благодарение на грижата на духовниот отец се преисполнија со умиление, со умилност, станаа воздржливи, мирни и ревностни. Демоните, меѓутоа, пристапија кон нив и посејаа во нивната душа мисла како да се веќе зрели за тихување и способни да достигнат во тој подвиг највисок степен на совршенство и безстрастие. И тие, опрелестени од пристаништето, се упатија кон широчината. А кога бурата ги изненади, без кормилар во тоа валкано и солено море, тие несреќно се изложија на бедна пропаст. Неопходно е морето да се возмати и да здиви за повторно на земјата да биде исфрлен сиот мил, тревиштето и турлежот кои што реките на страстите ги налеле во него. Да погледнеме добро и ќе видиме дека по бурата во морето настанува голема тишина. Кој некогаш го слуша, а некогаш не го слуша својот духовен отец, личи на човек кој што своето око го мачка час со лековита маст, час со негасена вар. Зашто кога еден зида, а друг урива, тогаш ползата ја нема, а останува само трудот. Сирахова мудрост 34:23.
О послушен сине Господов, нека не те прелести духот на гордоста и не кажувај му ги твоите гревови на својот учител во трето лице, како да ги извршил друг. Бидејќи од срамот не можеш да се ослободиш без срам. Покажи му ја слободно твојата рана на лекарот. Не плаши се. Речи, моја рана е тоа, Отец, мој белек. Никој не би го направи, само мојата лекоумност. Никој друг не е виновен, ни човек, ниту дух, ниту тело, туку само мојата небрежност. На исповед биди како осуденик и пододворештиот изглед и во длабочината на душата. Падни дичку, иако е возможно да оросиги со солзи нозете на својот судија и лекар, како да се Христови. Демоните често имаат обичај да ни советуваат или воопшто да не се исповедаме, или да го правиме тоа во трето лице, или својата вина да ја префрлиме врз други. Ако се зависи од да викате и по неа се поведува, дотолку повеќе тоа важи и за добродетелите, кои што го имаат Бога за свој голем соработник. Ако од самиот почеток со сета своја душа се предадеш на секакво понижување, нема, синко, долго време да се трудиш и ќе почувствуваш блажен мир во себе. Сум видел како осудениците со држење, што предизвикува сожалување, со одлучно признание и молејќи на колена, ја ублажуваат строгоста на судијата и неговиот гнев го преобразуваат во милосрдност. Затоа Јован предвесник од оние што му доаѓале барал да се исповедаат пред крштението. Матеј 3.6, Марко 1.5. Не затоа што нему самиот тоа му било потребно, туку затоа што се грижал за спасението на тие луѓе. Не треба да се чуди ако и по исповедта се најдеме во борба. Подобро е да се бориме со нечистотиите, одошто со гордоста. Не занесувај се и не поведувај се по приказни за отците тихуватели и отшелници, зашто ти чекориш во војската на првомаченикот. Дури кога ќе најдеш, дури кога ќе паднеш, не бегај од бојното поле. Токму тогаш лекари најмногу ни е потребен. Оној кој што и покрај помошно патеводител се сопнува од камен, тој и без негова помош, без сомнение, не само што би се сопнал, туку и би загинал. Кога искушението ќе не совлада, веднаш пристапуваат демоните и, фаќајќи се како за згоден, всушност сосем неприкладен повод, ни советуваат да се оддадеме на тихување. Целта на нашите непријатели е на нашиот пат да му додадат уште една рана. Кога лекарот се изговара со неспособноста да не лечи, тогаш треба да отидеме кај друг. Зашто без лекар ретко кој се излечил. Тогаш кому ќе му падне на ум да ни противречи, кога тврдиме дека ако бродот при искусен кормилар претрпува бродолом, колку повеќе пак би морал да пропадне оној без кормилар. Од послушанието смирение, од смирението безстрастие. Ако во смирението наше си спомна за нас Господ и не избави од непријателите наши, Псалм 135, стихови 23-24, тогаш ништо не спречува да речеме дека преку послушанието се доаѓа до безстрастие, во кое што смирението ја постигнува својата цел. Бидејќи со смирението почнува безстрастието, како што со Мојсей почнува законот. И ќерката ја осветува мајката, како Марија синагогата. Секаква казна од Бога заслужуваат болните, кои што по спроведеното лечење од страна на лекарот и откако почувствувале подобрување, ценејќи повеќе друг лекар, го оставаат првиот пред конечното исцеление. Не бегај од раката на оној што те привел пред Господа, зашто во текот на сиот твој живот никого друг не треба толку да го почитуваш како него. За неискусен војник не е безопасно да се одвојува од масата борци и да се впушта во поединечна борба.
Не е без опасност ни за монахот да замине на подвиг на тихување, пред да помине низ темелна обука и пред да стекне големо искуство во борбата против страстите на душата. Оној првиот се изложува на телесни, а вториот на душевни опасности. Подобро двајца, вели писмото, одошто сам. Проповедник 4.9. Тоест, добро е за синот заедно со својот татко да се бори против своите страсти, со содејство на Божествениот дух. Кој на слеп му скратува водич и на стадото пастир, и на заскитаниот спроводник, и на болниот лекар, и на бродот кормилар, ги изложува сите нив на опасност. А оној што без помош се впушта во борба со злите духови, станува нивна жртва. Оние кои што за прв пат доаѓаат во лечилиштето нека кажат што ги боли. А оние пак кои што му се посветиле себе си на послушанието, нека пројават соодветно смирение. Сигурен знак за оздравување кај првите е стивнувањето на болките, а кај вторите, ако ништо друго, зголеменото самоосудување. Совеста нека ти биде огледало на послушанието и тоа ќе ти биде доволно. Оние кои што подвигот на безмолвие го спроведуваат во послушание кон Духовен Отец, за противници ги имаат демоните и само демоните. А оние што се наоѓаат во заедница, мораат да се бораат не само со демоните, туку и со луѓето. Првите со оглед на тоа, дека постојано му се предочи на учителот, погрижливо ги извршуваат неговите заповеди. А вторите, често во отсуство на учителот, помалку и ги нарушуваат неговите заповеди. Меѓутоа, ако некој од нив се грижливи и трудолюбиви, трпејќи малтретирања, и повеќе од доволно го надоместуваат недостатокот и добиваат двоен венец. Живејќи во братство, сето свое внимание да го насочиме кон своето спасение, зашто кога пристаништето е полно со бродови, тие лесно можат да се сутрат. И на прво место, оние кои што потајно како некој црв ги нагризува гневот. Треба да настојуваме во присуство на духовникот да се однесуваме како да не знаеме ништо и да бидеме крајно молчаливи. Бидејќи молчаливиот човек е син на философијата, кој што на секој чекор каде и да се сврти, стекнува големо знаење. Видов еден ученик кој го прекинуваше зборот на својот духовник и очајував над неговото послушание, гледајќи како од тоа послушание станува надмен, а не смирен. Со најголемо внимание и будност треба да процениме кога и како должноста да ја предпоставиме на молитвата. Секако, човек не може да се растргне на сите страни. Внимавај на себе си кога си со браќата и немој никако да настојуваш по што и да е да изгледаш поправеден од нив. Инаку ќе извршиш две зла. Нив ќе ги повредиш со својата извештачена и лажна ревност, а сами од себе си секако ќе си пружиш повод за гордост. Биди ревносен внатре во душата, никако не изразувајќи го тоа со телото, ниту со изгледот, ниту со збор, ниту со какво и да е загадачно однесување. Па и ова прави го дури откако ќе престанеш да го подценуваш ближниот. Ако пак со тој поглед си невоздржлив, биди им во се сличен на браќата и не извојувај се во ништо со својата вообразеност. Видов неискусен ученик, кој што пред луѓето се фалеше со добродетелите на својот учител. Мислејќи со туѓата слава и самиот да стане славен, наместо тоа самиот се изложи на срам, бидејќи сите му рекоа: па како едно толку плодно дрво да има на себе една толку јалова гранка? За трпеливи можеме да се сметаме. Некога храбро ги поднесуваме единствено навредите од Духовниот Отец, туку кога ги трпиме и понижувањата и навредите од секој човек, зашто од Отецот ние трпиме се од почит и затоа што се сметаме себе си за негови должници.
Жедно испивај го подсмевот како вода на животот од секој човек кој што сака да те напои со тој лек што чисти од блудот, бидејќи тогаш во твојата душа ќе се роди сонцето на длабоката чистота и божествената светлина нема да го напушта твоето срце. Оној што гледа дека братството се смирува, благодарение нему, нека не се фали внатре во душата, зашто крадците се насекаде околу нас. Врежи го длабоко во своето сеќавање оној кој рече: кога извршивте се што ви е заповедано, кажете: ние сме слуги негодни, зашто го извршивме она во што бевме должни. Лука 17:10. Судот за нашите дела ќе го дознаеме во часот на смртта. Обштежитието е небо на земјата. Затоа, како ангелите кои му служат на Господ, така треба и ние да го настроиме своето срце. Оние што се наоѓаат на ова небо, понекогаш имаат срце како од камен. Понекогаш пак ги теши умилението, така што и гордост ја избегнуваат и со солзи ги ублажуваат своите маки. Мал оган смекнува големо количество восок. Така и малата навреда, која што често ни се нанесува, целата суровост, безчувствителност и закоравеност на срцето, одеднаш ја смекнува, ја засладува и сосем ја искоренува. Видов двајца луѓе кои што скриени ги наблюдуваа маките на подвижниците и ги наслушнуваа нивните воздишки. Но едниот тоа го правеше за да се угледа на нив, а другиот за возгоден миг да го обелодени тоа и на тој начин да го одбие Божиот слуга од неговата добродетел. Не биди неразумно молчалив, па така да ги доведуваш другите до недоумение и огорченост. Не биди нимлитав во однесувањето и во одот кога ти е заповедано да побрзаш. Инаку ќе бидеш полош од лудите и безумните. Не еднаш сум видел души што од таква млитавост боледуваа по природа, а некој наместено. И се зачудив, рече Јов, колку е разновидна човечката расипаност. Јов 22:5. Оној што живее во заедница не може да има толку полза од псалмопението колку од молитвата. Зашто се случили некоја забуна, готово е со псалмот. Бори се непрестајно со мислите. Кога ќе почнат да скитаат, собери ги кај себе. Бидејќи Бог и не бара од послушникот потполно собрана молитва. Затоа не биди нерасположен кога ќе се почувствуваш испокреден, но плаши се ако секогаш мораш да го повикуваш умот кај себе. Оној што во длабочината на својата душа решил да не ја напушта борбата до последниот здив и кој што макар и по цена на 1000 смрти на телото и душата нема да отстапи, тој ни во едното, ни во другото нема лесно да падне. Зашто поделеноста на срцето и недовербата кон одредено место на подвиг секогаш доведуваат до сопнување и несреќи. На оние кои што се склони да се селат од еден манастир во друг, во ниеден не може да им биде добро, бидејќи ништо не ја прави душата толку неплодна како нестрпливоста. Ако си дошол кај непознат лекар и во непозната болница, биди како минувач, а тајно наблюдувај го искуството на сите кои што таму се наоѓаат. Па кога ќе почувствуваш дека имаш полза за својата болест од овие мајстори и од нивните помошници, а особено во она што е потребно за разбивање на самопофалбата, тогаш веќе пристапи им и продај се за златото на смирението, на хартијата на послушанието и обврзницата на служењето. Та во присуство на ангелите како сведоци, искинија пред нив хартијата на својата волја. Бидејќи ако преминуваш од манастир во манастир, може да се случи да ти пропадне цената со која што Христос те искупи. Манастирот во кој што си стапил нека ти биде гробница пред гробот. Од гробот никој не излегува пред сеопштото воскресение, а ако некој излегле, размисли, тие претходно сепак биле мртви. Да му се помолиме на Господа со сето срце
за да не западнеме и во ова зло. Кога на немарните монаси ќе им се стори дека должностите на послушанието се тешки, тогаш тие се изговараат дека е подобро да се молиме. А кога тие должности се полесни, тогаш бегаат од молитвата како од оган. Се случува некој, вршејќи работата за која што е задолжен, на молба на друг брат и за да го успокои, му ја препушта работата нему. Се случува и некој да му ја отстапи својата должност на друг од мрзеливост или од славолюбие или пак од ревност. Ако си ветил дека ќе живееш во известна обител, па гледаш дека таму немаш навистина никаков напредок, не се стеснувај да си одиш таму. Впрочем, искусниот монах е секаде искусен и обратно. Навредите во светот предизвикаа многу раздвојувања и несогласности, а стомоко угодието во манастирите е причина за секој пат и газење на монашкиот завет. Ако го совладаш овој господар, секое место ќе ти биде погодно за да достигнеш безстрастие. А кога тој владее на секое место освен во гробот, ќе бидеш изложен на секакви опасности. Господ им ги отвара очите на учениците да ги видат добродетелите на својот учител, а им ги затвора за неговите маани. Добромразецот, т.е. ѓаволот, го прави спротивното. Образец за совршеното послушање, драг пријателу, нека ни биде живата. И да ја мешаме со други субстанции, таа останува секогаш чиста од секоја туѓа материја. Ревносните најмногу треба да внимаваат на себе. За со тоа што би ги осудувале површните, да не бидат повеќе од нив осудени. Сметам дека Лот токму со тоа и се оправдал, што живеејќи меѓу онакви луѓе, тие луѓе никогаш не ги осудувал. Секогаш, а најмногу за време на пеењето на богослужењето, треба да се сочуваат мирот и тишината. Целта на демоните е со предизвикувањето неред да ја упропастат молитвата. На оние што служат им прилега во молитвата со умот да досегаат до небесата, додека со телото стојат пред луѓето. Навредите, подценувањата и сличните нешта во душата на подвижникот можат да се споредат со горчината на пелен. Пофалбите, почестите и разни други љубезности кај сладострастните, како медот, раѓаат секаква сласт. Да ја разгледаме затоа природата и на едното и на другото. Пеленот чисти во нас секаква нечистотија, а медот обично предизвикува нарушување кај жолчката. Треба да се има полна доверба во оние кои што во Господа ја презеле на себе грижата за нас, макар и да не заповедаат нешто што е спротивно на нашето мислење и кое што на изглед му се противи на нашето спасение. Тогаш, како во огнот на смирението, се искушува нашата доверба во нив. Во тој се состои знакот на целосната и вистинска доверба, без двоумење да им се покоруваме на своите предпоставени и тогаш кога гледаме дека нивните наредби се спротивни на нашите очекувања. Од послушноста смирението, како што веќе кажавме во претходното излагање. Од смирението расудувањето, како што во својата книга за расудувањето добро и возвишено учи великиот Касијан. Од расудувањето прозорливоста, а од оваа предвидувањето. Па кој тогаш да не тргне по тој прекрасен пат на послушанието, кога гледа до какви се недобра тој пат води. За таа голема добродетел, оној прекрасен псалмопеач рече: според својата добрина си му ја приготвил на ништиот послушник Боже, твојата посета на неговото срце. Псалм 67:11. Цел живот сеќавај се на оној голем подвижник, кој што од духовникот цели 18 години не чул со своите телесни уши спасувај се, што ја изразува само желбата, на која што остварувањето не е известно. Туку спасен си, што е одредено и несомнено.
Не се свесни оние послушници кои што забележувајќи дека духовникот е попустлив и снисходлив, бараат од него да им одреди должности според нивните собствени желби. Кога ги добиваат, нека знаат дека наполно се лишиле од исповедничкиот венец. Зашто послушанието му е туѓо на секој лицемерие и на личните желби. Некои, примајќи ја наредбата, сваќаат дека извршувањето на истата, всушност не би му било пријатно на наредбодавецот, да одбиваат да ја извршат. А ги има и такви кои што го чувствуваат тоа, но и покрај тоа послушуваат без двоумење. Треба да се испита кој од нив постапува поблагочестиво. Невозможно е ѓаволот да и се спротивставува на својата собствена волја. Како доказ нека ти послужат оние што живеат небрежно, без оглед на тоа што постојано се во една иста испосница или во едно исто општежитие. Борбата при преминот од едно место на друго нека ти биде знак дека на првото место сме можеле најдобро да му угодуваме на Бога, бидејќи таквата борба покажува дека сме ја предизвикале самите. Не би сакал да бидам неправеден затајувач и нечовечен лихвар, молчејќи за она што не е право да се задржува за себе. Славниот Јован Саваид ми раскажа занимливи нешта, а дека е тоа еден бестрастен човек, чист од секоја лага и зло, дело и збор, ти, преподобен отецу, знаеш од твоето лично искуство. Тој ми го раскажа следното. Во мојот манастир во Азија, зашто оттаму дојде овој праведник, имаше еден старец сосем немарен и распусен. Го велам тоа не за да го осудам, туку за љубов на вистината. Како, не знам, но тој доби еден помлад ученик по име Акаки, момче простодушно, но надарено со природна памет. Тоа толку претрпе од овој свој старец, што можеби на многумина би можело да им се види неверојатно. Старецот секој ден го гнетеше не само со навреди и понижувања, туку и со ќотек. Но трпењето на момчето не беше неразумно. Гледајќи го, значи, како секојдневно страшно се мачи како да е купен роб, често му велев кога се среќававме. Што е, брате Акаки, како е денеска? А тој на тоа ќе ми покажеше еднаш помодрено око, друг пат модрици по вратот, а понекогаш и повреди по главата. Знаејќи го како подвижник му велев, одлично, така и треба, трпи и тоа ќе ти користи. И откако се намачи кај тој немилосрден старец околу 9 години, Акаки отиде кај Господа. 5 дена откако го погреба на гробиштата на отците, неговиот старец отиде кај еден од големите старци што живеат таму и му рече: Отец, братот Акаки умре. Старецот кога го слушна тоа рече: верувај, старче, се сомнева во тоа. А овој му рече: дојди и види. Тогаш старецот брзо стана и отиде на гробиштата со учителот на блажениот борец. И рече, повикувајќи го како жив сведок, оној кој што навистина и во смртта е жив. Брате Акаки, умре ли? А благоразумниот послушник, покажувајќи по смртта безпримерно послушание, му одговори на великиот старец: може ли да умре отец, човек трудбеник на послушанието? Тогаш старецот, неговиот поранешен учител, падна на земја во солзи, обземен од страв, и откако испроси од игуменот на лаврата ќелија покрај гробот, честно го преживеа таму остатокот од својот живот, говорејќи им постојано на отците: извршив убиство. Мене ми се чини, отец, дека оној старец кој што говорел со мртовецот бил самиот Јован Саваид. Зашто неговата блажена душа ми раскаже уште нешто како за некое друго лице, а тоа беше тој самиот, како што подоцна можев точно да дознам. Во истиот азиски манастир, раскажуваше тој,
еден човек му стана ученик на еден кроток, благ и тивок монах. Кога виде дека старецот го почитува и него чепка, правилно заклучи дека тоа на многумина им оди на штета, да го замоли старецот да го отпушти. Старецот имаше и друг ученик, па тоа не му падна особено тешко. А оној, откако си отиде од него, со помош на неговите препораки, се смести во едно од опште житијата што се наоѓаат во Понт. Првата ноќ по стапувањето во општежитието виде на сон како некои бараат од него да положи сметка и како по тоа ужасно мачење тој сепак остана должен 100 фунти злато. Кога се разбуди, размисли за сонот и си рече: ти, беден Антиох, тоа му беше името, навистина си уште многу должен. Остана во тоа општежитие, раскажуваше понатаму Антиох, 3 години во безпоговорно послушание, понижуван и угнетуван од сите како туѓинец, зашто таму нема ни еден друг монах странец. И гледам повторно во сон, еден како ми дава признаница за исплата на 10 фунти од мојот долг. Кога се разбудив, го разбрав видението и си реков: само 10. Па колку значи ќе ми треба за да исплатам се? Тогаш си реков во себе: кутар Антиох, потребен е уште поголем труд и подлабока пониженост. Од тогаш почнав да се правам луд, но сепак не ги пренебрегнав сосем своите должности. Кога немилосредните оци ме видеа во таква состојба, а сепак усрден во работата, налагаа врз мене се потешки манастирски работи. Откако во тој подвиг поминав 13 години, видов како повторно ми дојдаа оние што ми се појавуваа порано, па писмено ми потврдија дека сум го исплатил својот долг во потполност. Кога значи во што било ќе ме угнетуваа оците од манастирот, се присеќавав на својот долг и храбро поднесував се. Тоа се мудриот Јован, отец, ми го раскажа во трето лице. Затоа и се нарече себе си Антиох. А всушност, тој беше подвижникот кој што со своето трпение го истина списокот на своите долгови. Но да чуеме како тој мудриот стана преподобен благодарение на своето крајно послушание. Додека се наоѓаше во манастирот Свети Сава, дојдеа тројца млади монаси со желба да му станат ученици. Штом ги прими, тој веднаш ги нагости, грижејќи се од се срце да се одморат од напорот на патот. По 3 дена им рече старецот: браќа, јас по природа сум блудник и не можам да примам ни еден од вас. А тие не се соблазнија, бидејќи им беше познато подвижништвото на старецот. Кога пак со никакви молби не можеа да го убедат, му се фрлија пред нозете и го замолија барем да им даде правило како и каде треба да живеат. Старецот се согласи и бидејќи виде дека смирено и послушно ќе ја примат неговата одлука, на едниот му рече: Господ сака, синко, да живееш повлечено со духовен отец во подвиг на послушание. На другиот му рече: оди, продај ги своите желби и дај му ги на Бога, па земи го крстот свој и трпи во манастир заедно со браќа. Секако ќе имаш богатство на небесата. А тогаш му рече на третиот: со секој сеќавај се на зборовите Христови, кој претрпи до крај ќе се спаси. Матеј 10:22. Оди, иако е можно, пронајди за себе што посуров и построг човек по природа. Остани непоколеблив и пиј ги секојдневно исмевањата и навредите како мед и млеко. А братот му рече на великиот Јован: а што да правам, отец, ако тој живее небрежно? Старецот му одговори: дури и да го видиш да блудничи, не напуштај го, но речи си во себе: пријателе, зошто си овде? Тогаш ќе видиш како надуеноста исчезнува од тебе и пламенот на похотта се гаси. Сите ние што сакаме да стекнеме страв Божји, треба со сите сили да се бориме за во оваа школа на добродетелите да не станеме зли луѓе, полни со лукавство и злоба, препреденост и гнев. Тоа се случува, а не е ни чудо. Се додека човек е прост, например, корабџија или земјоделец,
Непријателите на царот и не се подготвуваат толку за борба против него. А кога ќе го видат да земе царско знаме и штит, бодеш и меч и лак и дека навлекол војничка униформа, тогаш и тие ќе зачкрипат со забите кон него и со сите сили ќе се обидуваат да го уништат. Затоа да не дремиме. Сум видел простодушни и најдобри деца што дојдоа на училиште за да се научат на мудрост, за да бидат воспитувани и воопшто да видат некоја полза од училиштето. А на ништо не се научија таму, освен на луковство и зло, дружејќи се со останатите. Кој е паметен ќе разбере. Невозможно е оние што ревностно изучуваат некоја вештина да не напредуваат секој ден во неа. Но едни го препознаваат тоа напредување, а други по Божја промисла не се свесни за тоа. Добриот банкар секоја вечер неизоставно прави пресметка на дневната заработувачка и загуба. Но тој не може да има јасна слика за движењето на неговите пари, ако секојдневно на посебна табличка не ги прибележува определените податоци. Постојаното полагање сметка во секој час од денот ни овозможува да ја составиме секојдневната пресметка. Кога неразумниот монах го навредуваат и осудуваат, тој се чувствува навреден и се обидува да одговори или пак веднаш се поклонува пред оној што го навредува. И тоа не од смирение, туку од желба да го прекине понижувањето. А ти, кога те тепаат молчи, и примаја таа болка како најдобро средство за душата да ти стане светла и чиста. Кога лекарот ќе престане да те навредува, тогаш побаре од него прошка, инаку тој во лутината можеби не би го ни примил твоето кајање. Ние што живееме во манастири, треба секој миг да се бориме против сите страсти, но особено против овие двете – стомакоугодието и гневливост. Зашто таму каде што се многубројни браќата секогаш има повеќе поводи за избивање на овие страсти. Кај послушниците, ѓаволот поттикнува желба да стекнат добродетели кои што тие не можат да ги достигнат, како што и на оние што живеат во безмолвие им советува да тежнат по она што не е за нив. Дзирни во душата на неискусните ученици и ќе најдеш таму погрешна мисла. Копнеш потихување, по крајен пост и собрана молитва, по потполно отсуство на суетата, по незаборавливо сеќавање на смртта и непрестајно умиление, по совршена негневливост, по длабоко молчание, по надприродна чистота. Бидејќи тие добродетели по Божја промисла во почетокот на подвигот не им се даваат, тие непромислено ги прескокнуваат неопходните степени на подвигот, излажани од ѓаволот кој што ги поттикнува тие добродетели да ги бараат пред време, да не издржат и да не ги добијат ни тогаш кога инаку би било време за тоа. Предтихувателите, меѓутоа, тој измамник го фали гостолюбието на послушниците, нивното служење, братолюбие, заеднички живот, негувањето болни и нив како и првите сака да ги направи непостојани. Ретки се оние кои што навистина го живеат идеалот на тихувањето. Тоа го можат само оние на кои што Бог им помага во борбата и кои што примиле божествена утеха, зашто само таа утеха може да им ги олесни маките. Според својствата на нашите страсти, треба и да процениме на кој облик на послушание би требало да се посветиме, за да го одбереме соодветниот. Ако гледаш дека си невоздржлив и многу склон кон похотливост, учител нека ти биде подвижник неумолив по прашање на храната, а не чудотворец. Ниту некој што е подготвен секого да прими и да нагости. Ако си надмен, духовен отец нека ти биде суров и непопустлив, а не кроток и човеколюбив подвижник. Не треба да бараме пророци или прозорливци, туку пред се само смирени подвижници, чиј што начин и место за подвиг би одговарале на нашата болест. За послушанието, по углед на горе споменатиот Авакир, нека ти послужи и овој добар обичај. Секогаш мисли дека духовникот те искушува. Во тој случај никогаш нема да сгрешиш.
Кога и покрај непрестајното угнетување од страна на духовниот отец, ќе почувствуваш дека твојата доверба и љубов кон него растат, тоа значи дека Светиот Дух невидливо се селил во твојата душа и знај дека силата на Севишниот те осенила. Сепак, не фали се, ниту радувај се кога храбро поднесуваш навреди и понижување. Напротив, плачи затоа што воопшто си сторил нешто што служува прекор и што си ја вознемирил душата на својот отец против тебе. Не чуди се кога ти велам, зашто Мојсей се согласува со мене, подобро е да се огрешиш кон Бога, одошто кон својот духовен отец. Зашто ако го налутиме Бога, нашиот водач може да не помири со него. Но ако својот духовен отец го огорчиме против нас, тогаш веќе немаме кој да не застапува пред Бога. Мислам, впрочем, дека во крајна линија двата грева имаат иста тежина. Да размислиме, да расудиме и да внимаваме кога сме должни со благодарност и молкум да трпиме укор од пастирот, а кога да се објаснуваме со него. Мене ми се чини дека треба да се молчи во сите случаи кога навредата се однесува на нас, зашто тоа е момент за награда. А кога тоа се однесува на некој друг, тогаш треба да се браниме заради врската на љубовта и за непоматен мир. Оние што отпаднале од послушанието, тие и ќе те известат каква е ползата од него, дури тогаш тие дознале на какво небо стоеле. Оној кој што се стреми кон бестрастие и кон Бога, го смета за изгубен денот во кој што никој не го навредувал. Како што дрвјата кои што ги тресе ветер, својот корен го пуштаат длабоко во земјата, така и оние што се наоѓаат во послушание стекнуваат силна и непоколеблива душа. Оној кој живеејќи во безмолвие ја почувствувал својата немоќ, па дошол во манастир и се предал себе си на послушание, без маќи прогледал за Христа, иако бил слеп. Држете се и пак ќе речам држете се, тркачи, браќа, подвижници, слушајќи го оној премудар човек кој што за нас вели, како злато во ливница, или подобро во општежитие, ги испита Господ, и како жртва се паленица ги прими во пазовите своји. Мудрост Соломонова 3.6. Негова е славата и силата вечна со безпочетниот Отец и богопочитуваниот Свети Дух. Амин. Степен според редниот број еднаков на оној на евангелистите. Држи се подвижник и трче без страв. Еднаш Јован стаса пред Петар. Јован 20.4. А овде послушанието е ставено пред покајанието. Апостолот кој што прв дојде до Христовиот гроб е послушанието, а другиот покајанието.